Почитувани гледачи, следниот разговор ќе го започнем со соопштување на една информација за оние што им е битно и значајно да ја знаат вредноста на доларот во овој момент во Република Северна Македонија. 56,07 на курсната листа се разменува 1 долар во Македонија. Кога би направиле одредена анализа на движењето на доларот во однос на претходниот период, можеме да посочиме дека доларот почнува да паѓа во однос на претходниот период, кога во еден период минатата година, во август-септември, дојде и да биде во подобра позиција од еврото. За причините, за поводот и за тенденциите во монетарната политика и на светско ниво, денеска го поканив господин Кирил Куцуловски, неизвршен директор на Вега фондовите, со кого сакам да ја отвориме оваа тема и да видиме кои се причините за ваквото движење на доларот и до кога, односно, како ќе продолжи оваа тенденција. Добар ден, господин Куцуловски. Добар ден. Нашите гледачи имаа можност веќе да ве запознаат на брановите, односно на телевизија Слободен печат, односно Слободна ТВ. И за почеток сакам да го отвориме разговорот во таа споредба на доларот, значи нема да правиме анализа за она што ќе се случува во иднината, туку да направиме анализа од периодот кога доларот ја доживеа својата највисока вредност, кога беше дури во подобра позиција од еврото, на што се должи сега овој тренд од неколку месеци во кој што малку по малку почнува да паѓа? Да, интересен период беше за тие што не ме видоа последниот пат. Јас се бавам со финансии, со инвестиции повеќе од 10 години. Ова што го гледаме со доларот брои за година и пол од тие 10. Главен фактор за качување на вредноста на доларот е кревањето на каматните стапки на Федералната резерва. Тоа е Централната банка на САД и било што друго е само секундарен фактор во сето тоа. Моментално референтната каматна стапка во САД е 5,25%. Тоа е за мене невидено веќе долго време. И секогаш кога се креваат каматните стапки, валутата станува многу посилна. Тоа беше главната цел. Каматните стапки беа кренати за да се засили валутата и со тоа да се заузда малку инфлацијата што ја видовме лани, која што трае до ден се уште. Вообичаено и правило вела дека кога една централна банка сака да ја сузби инфлацијата, таа ги крева каматните стапки, истовремено предизвикува парите што се во оптек да бидат повлечени и теориски така, барем вие како стручњаци велите дека се намалува инфлацијата. Дали ефектот наједноставно може да води дека цените на производите што се тргуваат на берзата опаѓа нивната вредност или расте? Две работи треба да се земат во предвид тука. Значи, цената во мало продажба и во голема продажба се многу различни. Вредноста на производите, особено во голема продажба, веќе се гледа дека е падната. Значи, 2021 видовме големо кревање на цените на металите, на градежните материјали и така натаму. 2022 тоа беше во прехранбени производи и меки стоки, памук, дрво и тие работи, кои што веќе на голема продажба на берзите веќе тие цени опаѓаат. Но на мало продажба додека да се рефлектира тоа, ќе треба уште некое време. Дали клучниот енергенс, нафтата, односно плинот и веројатно некои други берзански стоки во овој период кога го забележуваме падот на доларот, се забележува и кај нив нешто што е невообичаено или тоа се во очекувани тенденции на цената на светските берзи? Барелот е моментално $72,5 на Исправете, берза. беше едно време 80, дојде? Беше и над 100 по период. Па падна повторно на 65, сега се враќа. Мислам, тоа може да биде очекувана тенденција во ваква ситуација? Апсолутно. Посилен долар значи дека нафтата едноставно помалку вреди за тој долар. Доколку не ги кренаа каматните стапки, доколку не го засилеа доларот, можевме да видиме и барел близу $200, но можеше да дојде до можеше доколку не се кренаа каматните стапки. Тоа беше и целта да се кренат каматните стапки, за да доларот стане посилен и со
со тоа да се намали цената на нафтата, штом се намали цената на нафтата, се друго следи. Кога би правеле споредба сега на минатиот период со овој актуелниот, едно време европските монетарни институции беа загрижени за стабилноста на еврото. Каква е сега состојбата? Дали нивните банки сега ќе реагираат? Не знам и колку има потреба. Европската централна банка беше спора да реагира. Тоа е очекувано бидејќи е централна банка на Унија, не е на федерална држава. Значи многу повеќе карти. Мора бара усогласување повеќе. Да. Предноста што ја постигна сега со Федералната резерва е дека тоа што сега почнува да се најавува, се уште не е главни новости, но ќе почне да се најавува, ќе почне да се дискутира дали имаме рецесија, колку силна рецесија. Федералната резерва сега може да почне да ги намалува каматните стапки од 5,25. Значи они може да ги намалуваат за многу и да ја стимулираат економијата и со тоа да се борат со рецесија. Европската централна банка како и секогаш е поспора да реагира. Заради тоа нема кренато толку многу каматни стапки, го нема за силено еврото, па сега во друга ситуација. Во таа ситуација трпи европската економија, да речеме европските бизниси во овој поглед пред се земјоделското производство и слични послаби или помалку прилагодливи економии? Земјоделието е уникатно во делот дека во земји каде што е сериозна гранка од стопанството мора да се субвенционира. Не може да имаме не може да издржи. Да, не можеме да имаме несубвенционирано земјоделство, заради тоа само индустриализирана економија може да има земјоделство. Земјоделството најмногу може да пати во оваа ситуација доколку државата не е фискално доволно силна да го стимулира. Во претходната емисија, па еве и сега сакам да го отвориме прашањето, беше посочено дека доларот како никогаш во историјата многу се печати. Сега сакам да го поставам ово однесување на американската држава во контекст на современите политички движења или повеќе би рекле залагање и определби на други големи држави како што се Русија, Кина, Индија, Јужна Африка и Бразил, познати во групата БРИКС. Дали размената на стоките со локална валута, значи да не биде користен доларот, сега во оваа ситуација може да влие врз доларот? Не. Не може. Не, мислам... Затоа што во јавноста се остава таков впечаток дека кога би го исклучиле од доларот, тој едноставно би морал да биде повлечен поради толку многу печатење на светско ниво. Русија и Кина нема да дозволат никој толку длабоко да се интегрира со нивните пазари. Особено Кина. Да се влезе во кинеските стокови берзи, како во Жинжо, каде што се тргува никел, челик и тие работи, едноставно странец не може да влезе во тоа. Јужна Африка веќе подолго време не е функционално како држава. Русија по толку многу санкции што ниеден партнер не сака да влезе со неа. Заради тоа мислам дека денес е уште помалку веројатно од што било пред неколку години дека такво нешто може да се случи. Колку е во моментот инфлацијата? Со оглед дека овде имаме еден податок од 21 година во Америка бил 6,8. Значи ли ова во економијата висока инфлација, особено кога се знае дека Европа, за ја зимам да речеме германската економија, до пред почетокот на руско-украинската војна, Германија имаше меѓу 2 до 3% инфлација? Па во сад беше и 8,5%, ја се сеќавам инфлацијата пред не толку долго, значи некој месец беше тоа, недели, дузина недели се во прашање. Сега е 5%, но морам пак да кажам дека тоа е мерено спрема потрошувачката кошничка. Значи неколку производи земени од малопродажбата плюс цената на нафтата, како што може да се купи нели гориво на бензинска станица, таа е таа мерка. Но всушност најголемата стапка на поскапување, тоа што можам јас да го видам на берзата, е во скъпоцените материјали. Не е во тврди стоки, меки стоки, прехранбени производи кои што се тргуваат на берза. Дали може да претпоставиме дека сега поради бавност на реагирање не само на Европската централна банка, меѓутоа и поради директна погоденост на економијата сега во големите држави на Европа, како што се Франција, Германија, тука би ја ставили и Велика Британија, односно послабите економии Шпанија и Италија,
Во оваа ситуација на послабо евро, а условно речено се ќе речеме посилен долар, збориме за еден период од една година, две, откако почна украинската војна, затоа што јас претпоставувам дека оваа тенденција може утре да фати друг правец. Дека потешко таа економија ќе се прилагоди во однос на американската, која е пофлексибилна, или кинеската. Европските економии не се толку извозно ориентирани, колку што да речем, особено кинеската, па и американската би кажал. Тоа што го извезуваме од Европа всушност е експертиза, машини за производство и така натаму. Но големиот предизвик сега ќе биде, нели велите, што послаба Европа може Европа да извезува. Европа не е толку извозно ориентирана. Дополнително, доколку треба да почне американската економија да се бори со рецесија, да почне да спушта каматни стапки, ќе почне да ослабнува доларот. Значи таа компетитивна предност ќе изгубим. Колку може да дадеме значење на други политички процеси, а не само на политиката на монетарните институции, банките, на војната во Украина? Дали она после веќе година и повеќе создаде последици во економиите пред се на Европа, прашувам? Па војната во Украина трае од 2014. Знам, сите го забораваме тоа. Војната дека тензиите и воопшто влијанието врз економијата сега, но го попречува по слободниот проток на информации, на стока, на луѓе, на се во секој поглед, така. Главните, тоа што беше главно од Украина, односно чинка пченица, сончогледово масло, тоа се уште се извезува. Така да на макро ниво, на големо ниво, тоа е митигирано. Самата тензија, е тука и представува голем предизвик, но всушност од почеток на ланската година до сега, по било кој параметар гледано, ние стагнираме. Кога велите ние стагнираме, мислите на берзите, економиите, едноставно се тапка во место. Исти дали е тоа берзански индексен поен, производство, стапка на невработеност. Една централна банка, тоа е важно, зошто е ситуацијава. Една централна банка мандатот е да држи баланс помеѓу стапка на вработеност и стапка на инфлација. Не е мандат на Централната банка да се грижи за економијата. Поради тоа, може да друга цел има. Да. И уште една компонента има тука, дека на светско ниво имаме недостиг на работен кадар. Тоа е малку чудно за нас, бидејќи нели сме се соочувале со висока невработеност и сето тоа, но тоа е поради демографска промена. Наталитет и така натаму. Меѓутоа и технолошкиот развој си направи свое, очигледно. И направи промена во структурата на профилите што се потребни денеска. Па да. Посебно компјутерската технологија го намали драстично бројот на работна сила, да речеме, во земјоделие. Апсолутно. Секаде гледаме. Значи, сега пример, каматните стапки во САД се кренати на 5,25%, а инфлацијата паѓа на 5%, а невработеноста е 3,6%. Ама и тоа е ниско. Тоа е многу ниско, тоа е рекордно, тоа е рекордно ниско. Значи, едноставно се наоѓаме во различна клима, многу поразлично од она што сме навикнати. Школски ова би требало да биде, до сега требаше да се случи катаклизма, до сега требаше да видиме невработеност од 15-20%. Да, не знам дали ќе се сетите, не ги знам сега, последните податоци не ги погледнав, мислам дека Грција во еден период беше со највисока стапка на невработеност, во еден период беше 13, па дојде месечини до 18. Да. Како стои Европа, односно пред се европските држави или членките на Европска унија со процентот на невработеност? Уште ли се овие генерално држави? Исто како почеток на ланската година. Значи во фаза на стагнација сме сега, која што не знам уште колку време ќе трае, не би се ни убедил да го предвидам тоа. Кога почна повторно, цело време се враќам на политиката на Федералната резерва, но вистина тоа е клучната работа што треба да ја гледаме. Се друго е секундарно. Кога почнаа да креваат, мислев дека окей, сега ќе застанат. Дојде април, не застанува. Во мај од 2022 сватив дека во ред сегашната цела ќе криваме каматни стапки додека нешто не пукне. Не знам што ќе пукне.
А во пукне во буквална смисла се мисли или некој економски? Пукне нешто економски, значи нешто да се скрши. Ова пукање веќе во светот не знаеме на што да помислиме. Додека нешто не се скрши. Да. Сакам да ви поставам сега едно прашање кое е исто така актуелно, е поврзано со банкарскиот систем во Соединетите Американски држави. Веќе беше објавено за колапс на американските банки Silicon Valley и Signature, односно First Republic Bank. Да. Дали постои ризик од домино ефект да ги бидат зафатени и други банки, да речеме прво во Соединетите Американски држави, потоа во Европа, во светот, па и дури кај нас. Иако знам од кризата 2008 рекоа дека ние не сме толку многу близко поврзано во банкарскиот сектор, па таа криза не одмина благо одречено. Финансиската зборам за Соединените Американски држави. Мислам, не би може во некое такво лошо сценарио, не би можеле само да бидеме некоја ненамерна колатерална штета. Так. Мислам, ние сме држава со околу 10 милиарди бруто домашен производ. Тоа е парче од активата на некоја тие од средна банка. Не зборуваме големите. Да. Значи, повеќе само би рекол дека домино ефект во банкарски колапси се случува ненадејано. Тоа не може да се тоа не може да се случи сега кога сите ризици се веќе вкалкулирани. Сега тоа што всушност може да се деси е поголема консолидација. Мислам ги спомнавте Silicon Valley и First Republic. Credit Suisse влезе во таква криза. Credit Suisse е многу повеќе. Што се случи? UBS зема поголема парче од активата. Активата на First Republic, на Silicon Valley беше преземено од други банки. Така да можеме да видиме огромни консолидации. Тоа повеќе мислам дека е веројатно. А се сеќавате на на кризата во 2007-2008 година пред завршувањето на мандатот на американскиот претседател Буш, кога добар дел банкарскиот и големите банки беа погодени, па мораше државата со 700 милиарди долари да интервенира. Дали таа тогашна криза е слична на ова или ова е нешто друго? Не, ова е многу различно. Поради тоа што во 2007, многу убаво се сеќам, 2007 беше јас кога ја почнав кариерата. Значи така одбов многу убава година за тоа. Многу убава година за вас. Да. И тоа што беше различно тогаш е дека стапките на задолжување, особено за финансиски инструменти, leverage, и тие работи беа многу по-либерални. Многу по-либерални. Сите даваа пари. Сега многу повеќе залог треба да се стави за било каква трансакција. Меѓутоа, во тој период настрада сите мали банки или сите слаби банки. Едноставно лоши пласмани. Не, тогаш настрада тоа всушност настрада најмногу Lehman Brothers настрада. Добро, ама тие ги санира. Они требаше буквално смисла да пропаднат по таа логика кој ги направиле тие пласмани. Така беше логиката на приватниот капитал, кој што вели, мене не ме интересира банката што направила, јас сакам да земам кредит, а она ми ги држи парите. Па добро, мислам, да, сите сакаме, но ако нешто не е добро структурирано, ќе се останеме само со не може да се прави паралела со тој период со сегашниот. Не, ова е многу уникатна ситуација. Ова е многу уникатна ситуација, значи тогаш и демографски, економски, легислативно беше сосема различно. Сегашните ризици се исто така големи, нели секогаш постои ризик, секогаш постои страшен голем ризик кој што е тука, но не е тој што беше 2007. Стапките на залог што мора да се стават сега за да се направи било каква берзанска трансакција се многу поригорозни од тоа. Од тогаш. Дали ставањето на овој залог што го велите, меѓутоа кој е механизмот на заштита да не дојде до колапс на банките, веќе на крајот на криштата колапсот на банките значи удар врз заштедата на граѓаните и капиталот на компаниите? Заштитата е дека било каква слабост, каква што можеше да се види во Silicon Valley, во First Republic, веднаш ја прави банката метод да биде проголтена од друга банка. Тоа е било решение. Тоа е најдобриот начин. Тоа е најдобриот начин, конкуренција и страф од преземање. Како беше она, малата риба јаде големата, не. Големата риба јаде малата. Точно така. Очигледно дека банкарскиот сектор ќе се укрупнува, така испаѓа по оваа логика. Па да, банкарска консолидација е тоа што најмногу има смисла во моментот. Не верувам дека сме завршени со откривање на вакви проблеми
First Republic и Silicon Valley не беа големи банки во споредба со тоа што постои во САД. Беше интересно, беше навистина интересно да се види Credit Suisse во проблеми. Која година беше тоа? Пред некој месец беше тоа. Да, пред некој месец. И излезе од криза? UBS ја превзема огромно парче од активата на Credit Suisse и бизнисот се продолжува. Но се уште нели акцијата на Credit Suisse е тука, акцијата на UBS е тука, треба да видиме што ќе биде понатаму. Овие банки практично сега со други зборови бидејќи се во сопственост на други банки не може да направат нивната постапка влијание врз европските банки. Deutsche Bank и слично, да речеме. Не, можат, зашто да не? Можат, но ќе видиме, се е можно, но ја немам никаков доказ пред мене за да речам. Сега ќе биде. Можност да не ја мислиме дека може да се случи, ама зборуваме за можност во смисла на реалност како состојба или како политика на одредени држави или одредена монетарна политика. Дека тој домино ефект на банките поради нивната поврзаност може да доведе и друга банка да биде откупена или да, пак тоа велам. Постои можност, каде ќе биде, кога ќе биде, кој е следниот, тоа немам никаков доказ да кажам тоа. Да го завршиме овој разговор со едно финиширање во однос на политиката на Федералните резерви, односно банката на Соединените Американски држави. Која е вашата процена, барем еве сега во наредните 30 дена, затоа што анализите што ги правите всушност се темелат и на движењето во рамките на монетарната сфера. Ќе продолжи трендот, да речеме, за еден месец овој долар што е денеска 56.07, за да знам дали да ги продавам или да купам доларите. Добро, да им помогнеме на нашиве гледачи или на нашиве граѓани дека тенденцијата ќе продолжи уште известен период. Значи нема да се случи утре да порасне доларот. Тоа ми е прашањето. Така. За да застанат, за Фед да застане со тоа што го прави во моментов, треба да се следи стапката на невработеност. Доколку видот раст, некој силен раст, значи збориме о тоа што било на тоа што е, дури да е само 1%, тоа би било скоро третина од тоа што е сега. Така е. Тогаш би можело да застане Федералната резерва. Но едноставно ќе кажам, нели луѓето прашуваат, окей, сега која акција да купам, сега што да направам. Само ова сакам да го ставам во перспектива. Моментално може да се купи, ако е фатена на добра цена, 10 годишна американска обврзница, најсилно рангираниот инструмент во светот, со 4% принос со снагата на овој долар сега. Во долар. Тоа значи дека тоа треба да купам сега со доларите? Не. Не, тоа не значи тоа, тоа не значи тоа, во однос на што треба да се во однос на тоа што како треба да се купи, тоа го оставувам на портфолио менаџерите на Вега фондови. Јас само кажувам дека моментално тоа се нуди на пазарот. Се нуди 4% на 10 годишната обврзница. Гледаме 5,25 референтна каматна стапка. Повеќето пријатели кои што ги имам, кои што не се бават со финанси, кои што нели го гледаат тоа, не се нешто исплашени од што како се случува, едноставно викаат, окей, ја конечно можам од што еден влог нешто да добијам. Значи тоа ги правим ако и ги гледат после тоа. Сега во кои валути? Ја можам и во долар да добијам. Значи сега веќе се бараат многу убави приноси во валутите. Не е прашањето само која валута ја држиме, туку колку таа валута генерира. И за сега зборуваме 4-5. Вега технологија, еден од фондовите на Вега фондови, има принос од 25% од почетокот на годината. Сакам да ве потсетаме сега кога го елабориравте ова во однос на движењето, дека ние пред еден и повеќе месец дена разговаравме за овој разговор, а вашиот предлог беше дека е многу подобро да го направиме на 5 мај, односно после 5 мај, го поврзавте со седницата, односно с разговорот. Добивте ли повеќе информации во однос на таа состојба сега кога би гледале, кога би анализирале? Односно, дали за месец дена ќе дојдеме до оваква ситуација? Нема брзо да се намалат каматните стапки, нема брзо да се тргнеме од оваа ситуација. Ова е мислено ќе бидеме во хоризонтален тренд барем уште еден квартал. Значи септември. Понатаму ќе видиме што се случува, како се случува. Не сакам
Не сакам да правам некое предвидување као сега ќе ги кренат каматни, сега ќе ги намалат каматните стапки и ќе се случи бум во берзата. Гледам последниве 15 месеци како луѓе го прават тоа и како тоа е сосема погрешниот начин. И за крај сакам да направим една споредба во однос на македонскиот монетарен систем и во периодот кога минатата година растеше доларот и сега кога опаѓа. Дали имаше промена во монетарната политика на Народната банка на Северна Македонија, односно дали имаше некое прилагодување во овој поглед или едноставно ние следевме тенденцијата така како што се движеше? И кај нас се качени каматните стапки. Во Македонија е малку различен проблемот. Нашето стопанство многу зависи од Извозот? Не. Од цената на недвижнините. Кај нас многу високи каматни стапки, кога би вистински би одземале ликвидноста, може да ја спуштат цената на квадратот. И тоа да не донесе во рецесија. Тоа е главниот проблем. Ние кои што го имаме структурно како држава е колку учество сме дозволиле да недвижнините бидат од БДП-то. Ние да ги качиме каматните стапки, да еден стамбен кредит, нели, и да имаме да речеме некаков фискален проблем, да не можеме толку да го субвенционираме, доколку стамбениот кредит би 7-8%. Тоа е високо. Тоа би било премногу високо и би одземало целата таа ликвидност од пазарот, така да ние се седиме или викаме, окей, цената на квадратот во Скопје може да биде 2000 евра, така да економијата ни е во ред. Добро, 2000 евра, колку што јас ги гледав цените се во општина Центар, во другите општини ја дадов како пример. Тоа е радикална цена и мислам дека се злоупотребува тоа. Зошто ние не смееме да ги кренеме каматните стапки? Банката фактички. Не е политика на државата, односно на монетарната банка да ги зголеми каматите. Видете, ако инфлација рипне премногу... Кај нас инфлацијата сега е 5 или 7 веќе? По потрошувачката кошничка искрено не имам погледнато, бидејќи немаме доволно прецизни мерења. Немаме доволно прецизни мерења, така да повеќе ме интересираат другите туѓи мерки колку се на таа тема, но доколку ние имаме премногу висока инфлација, да би можело да се кренат каматните стапки, тоа за нас би бил тоа сериозен риск. Како беше политиката на големите фирми во Македонија? Дали практично ги погодува нив високата инфлација или обратно, дали се поповолен за развој ниските каматни стапки? Имаме неколку компании кои што се доста задолжени и може да ги афектира по каматниот трошок што го прават. Но пред се би сакал да кажам дека во една компанија е многу поважно колку е оперативниот профит, односно колку генерира бизнисот пред камати и сето тоа. Тоа више колку заработува. Потоа можеме да видиме колку е задолженоста и дали всушност може да биде сервисиран долгот, а не колку на крајот на нето приходот, бидејќи може и компанија пример да има голема количина на готовина, а да не знае што да им прави со парите. Па сега би можела да генерира пари од камата, но сега дали таа компанија се бави со својот кор бизнис или се бави со менеджирање на готовина. Со заработувачка, со финансиска трансакција. Господине Куцуловски, навистина и денешниот разговор, како и претходниот, а верувам и секој разговор со вас, ја биде во функција на едукација и информирање на граѓаните, особено што ова монетарна сфера или монетарната политика во државите е многу битна и зависат всушност и економиите и стандардот на живеење на луѓето. Ви благодарам за гостувањето за овој разговор. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, беше тоа неизвршниот директор на Вега фондови, господинот Кирил Куцуловски, со кого се обидовме да разговараме на тема за движењето на доларот на светските берзи и секако и за монетарната политика на нашата држава. Следува рекламен блок.